Дневник на телевизија Плюс. Добро вечер. Ова се настаните на денот. Почна примената на брзите тестови. Владата се грижи за земјоделците, сметаат од СДСМ. Збогатен библиотечниот фонд на Тане Георгиевски. Во здравствениот дом во Куманово од денеска започнаа да се применуваат брзите тестови за COVID-19. Тестирањето се одвива согласно протоколот за заштита, а термините ги закажуваат матичните лекари. Кумановскиот здравствен дом засега располага со 250 тестови. Почна примената на брзите тестови за COVID-19 во здравствениот дом во Куманово. Тестирањето започна во 8 часот утринава, а првите пациенти веќе ги имаат резултатите. Интересот, како што велат од таму, е голем. Термините за денеска се целосно исполнети. Земањето брисеви се одвива со упат од матичен лекар преку Мој термин. Започнавме со тестирање и спроведување на брзите антигенски тестови, кои што претходно ги добивме од Министерство за здравство, добивме 250 тестови. Дневно закажуваме по 60 пациенти, тие доаѓаат на 5 минути со претходно закажан Мој термин кај нивниот матичен лекар и постапно тестовите се работат за 15 минути, во рок од 2 часа ние ги враќаме електронски до матичните лекари. Од оваа здравствена установа се надеваат дека наскоро ќе добијат дополнителни тестови. Брзите тестови во здравствениот дом во Куманово се спроведуваат согласно протоколот за заштита. Од таму информираат дека ваков тест може да закажат само матичните лекари, доколку пациентите го исполнуваат алгоритмот, односно доколку имаат симптоми на COVID-19 не повеќе од 5 дена. Тестирањето се спроведува во објектот на здравствениот дом во кругот на Кумановската болница, спроти невролошкото оделение кое сега функционира како COVID-2 одел. Во текот на изминатото деноноќе на територијата на државата по однос на мерката за носење лична заштита на лице, регистрирани се 597 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во услови на криза се грижат за земјоделците кои се најбитна алка во процесот на обезбедување храна и развој на економијата, истакнаа на денешната пресконференција од СДСМ. Повеќе во прилогот што следува. Владата предводена од СДСМ овозможува поддршка и помош за земјоделството кое, како и сите други области, е погодено од корона кризата. Истакна на денешната пресконференција Весна Трајковска од СДСМ. Таа посочи дека претходната недела на владина седница се одобрени 900 милиони денари дополнителни финансиски средства за програмата за финансиска поддршка на земјоделството за тековната година. Овие средства ќе бидат наменети за да се исплатат за останатите обврски. И тоа за предадено млеко кај регистрирани откупувачи, и тоа исплата на финансиски средства за период од октомври 2018 година до септември 2019 година. Предадени овошни и градинарски култури во преработувачки капацитети, финансиска поддршка за органско производство, како и за подрачја со ограничени можности, и исплата на финансиски средства од останати мерки. Од таму нагласуваат и дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 6755 сточари исплати над 152 милиони денари за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко од втора фаза. Средствата од оваа мерка се свеж капитал кој треба да им помогне на сточарите да ја обезбедат потребната количина на храна за презимување на стоката. Трајковска посочи дека владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во услови на криза се грижи за земјоделците кои се најбитна алка во процесот на обезбедување храна и развој на економијата. 35 годишен кумановец вчера вечер бил приведен откако полицијата кај него пронашла марихуана. Имено во 23 часот и 50 минути на подрачјето на Куманово, од страна на полициски службеници од СВР Куманово, бил лишен од слобода БА 35 години од Куманово, бидејќи кај него била пронајдена марихуана, информираат од МВР. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.
Градската библиотека Тане Георгиевски ја заврши втората набавка на книги за тековната година. Информираа надлежните од установата. Библиотечниот фонд е збогатен со лектири за учениците од основните и средните училишта на македонски и на албански јазик. Со успешно спроведената втора јавна набавка, Градската библиотека Тане Георгиевски стана побогата за 1455 книги, односно 86 наслови. Директорката на установата Христина Алексовска информира дека станува збор за набавка на лектири за основно и средно образование на македонски и на албански јазик, а се надева дека книжниот фонд целосно ќе ги задоволи потребите на основците и средношколците. Учениците редовно ги посетуваат нашите простори, задоволни сме од нивната посетеност. Исто така би сакала да нагласам дека ги набавивме сите нови наслови кои што се предложени од Министерството за образование, а ги дополнивме и веќе постоечките наслови. Во моментот работиме на набавка на книги на англиски јазик кои што се доста барани во нашата библиотека. Понатаму имаме уште една набавка на книги на српски јазик и понатаму до крајот на годината имаме уште една набавка, значи најголема набавка на белетристика на македонски и на албански јазик. Освен учениците, голем интерес за книгите со кои располага Тане Георгиевски имаат и останатите читатели, посочува директорката Алексовска. По 4-месечна пауза, поради ситуацијата што владее во државата, имаме голема посетеност на читателите. Најмногу што се бара, тоа се романи, криминалистички, љубовни романи и покрај лектирите што ги бараат нели учениците. Се надевам дека сите оние книги кои што ги имаме набавени ќе ги задоволат потребите на нашите читатели. Градската библиотека годинава ќе спроведе 4 набавки на книги кои веднаш по обработката стануваат достапни за читателите, кои што и покрај пандемијата согласно мерките за заштита го користат богатиот фонд на библиотеката. Кошаркарите на Куманово утре со почеток во 19 часот на гостински терен го играат реванш надпреварот против Скопскиот ТФТ во рамки на ББ лигата. Надпреварот кој веќе требаше да биде одигран во 2 наврати беше одложуван, првин поради позитивни на COVID-19 во редовите на ТФТ, а потоа и во редовите на Куманово. ББ одлучи судиите и делегатот на оваа средба да бидат домашни. Во првиот меч меѓу овие два тима, Куманово успеа да го надигра ТФТ. Во продолжение, вестите од Македонија. Армијата се очекува од утре да се вклучи во обезбедување на здравствените институции кои тоа ќе го побараат. Ќе се обезбедуваат клиниките во Скопје, поголемите болници во Скопје, како и болниците во Тетово, Битола, Гостивар, Дебар, Куманово, Штип и Велес. Ваквата заштита ќе функционира исклучиво на барање на здравствените установи и тоа не е одлука што ќе ја носи полицијата или армијата, туку ќе биде барање на здравствените институции и одговор на нивното барање. Целта на ангажирањето на армијата е да се овозможи секоја болница, секоја клиника да може да смета дека докторите, медицинските сестри и пациентите се заштитени и дека тоа е работа на полицијата и армијата. Првото полугодие од учебната 2020-2021 ќе заврши на крајот на годинава, а второто ќе започне на 21 јануари. Предвремен зимски распуст не е потребно зашто во училиштата нема ширење на вирусот, рече министерката за образование и наука Мила Царовска. Во моментов активни ученици со физичко присуство се 79, што е 0,06% од вкупниот број ученици, и 148 наставници до вчера, што е помалку од 1% од вкупниот број наставници во нашата држава. Ова се факти кои зборуваат дека интерно ширење на вирусот во училиштата нема. Образовниот систем е стабилен и училиштата ги почитуваат мерките и здравствените протоколи. Токму затоа продолжуваме да го спроведуваме планот од владата за учебната 2020-2021, според кој второто полугодие ќе почне на 21 јануари, а на крајот на годинава ќе заврши првото полугодие, рече Царовска. Министерот за економија Крешник Бектеши на својот Facebook профил соопшти дека возилата со странски регистарски таблички ќе може да се регистрираат со 50% намалени давачки. Сите возила кои заклучно со 1 октомври 2020 година влегле на територијата на државата и се со странски регистарски таблички ќе можат во рок од 1 година да се регистрираат во земјата со намалени давачки за 50% од утврдената вредност на сите давачки кои се
се наплатуваат при увоз од страна на надлежните државни органи, објави Бектеши на својот Facebook. Поранешниот пратеник и актуелен потпредседател на СДСМ Мухамед Зекири е назначен за нов генерален секретар на владата, потврдија од владината прес-служба. Одлуката за тоа е донесена на владина седница. Мухамед Зекири доаѓа на местото на досегашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 8 степени, а минималната беше минус 3 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Дневната температура ќе достигне до 11 степени, а утринската ќе биде до минус 3. Ви благодариме што наследевте. Имајте пријатна вечер.